Пред да го испратиме овој месец ноември, да потсетиме уште еднаш на важноста за правење на времени прегледи кај мажите, нели месец ноември е месец на машко здравје, па тука ќе ни помогне Кирил Стојанов, кој ова утро се упати во болницата за геријатрија и палијативна нега, каде што ќе има специјален настан. Кире, доколку си тука си, те гледам. Добро ти утро. Јована, добро утро. Еве, месец ноември, крај на месецот посветен на машкото здравје, се организира еден убав настан во кој што ќе можат сите оние кои што се во можност имаат потреба да направат преглед, превентивен преглед за во делот од грижата на машкото здравје, за тоа како ќе се одвива целиот настан, во кој термин, кој ќе биде присутен таму и кој може да биде и на кој начин ќе се вршат прегледите, ќе ни каже директорката на специјализираната болница за геријатриска и палијативна нега, еве, медицина, 13 ноември Скопје, доктор Ленче Неловска. Убав настан за крај на месец ноември. Кажете ни како и на кој начин ќе биде организиран овој настан. Како што кажавте, ноември е месец на машкото здравје и имаше бројни настани. Ние решивме да го затвориме месецот на машкото здравје со здравствена услуга која што можеме да ја понудиме, нели, на нашите граѓани. Ние имаме доктори, специјалисти кои што ќе прават ехо прегледи утре, две докторки, значи доктор Марија Сековска и доктор Марика Ивановска-Филиповска, они ќе прават ехо прегледи на пациентите, а доктор Дарко Марковски е уролог од 8 септември, меѓутоа Ѓорче Петров и секогаш е расположен и му благодариме за соработката, заеднички да го организираме овој настан. Значи утре од 10 часот ќе можат заинтересираните да дојдат и да имаат преглед од интернисти и од хирург и да се проверат каква е состојбата со простатата пред се, затоа што насочено е вкупно на машкото здравје, меѓутоа се однесува на превенција на карциномите на простата, кои што се има тренд на раст изминативе години. Може да дојде секој еден кој што е заинтересиран. Препорачано е мажите над 50 години да прават редовно годишно еден превентивен преглед, за да може евентуално навремено да се спречи нели катастрофална последица. Сега за сега имаме најавено веќе една убава бројка на пациенти. Интересот е голем, се јавуваат на телефон, така да за сите заинтересирани од 10 часот утре ќе може да ги направиме овие прегледи. Доктор, ќе спомнавме дека овој цел месец имаше повеќе настани на повеќе локации, меѓутоа пред да се вклучиме во живо почнавме еден убав муабет за тоа колку мажите доаѓаат на ваквите прегледи. Сега кажувате дека има позитивна е бројката на заинтересирани, меѓутоа колку всушност мажите во Македонија знаат да бидат дел од едни вакви превентивни прегледи и да превенират на некој начин заболување? Всушност мажите не сакаат да одат и не одат на овие превентивни прегледи. Значи, како што кажав претходно во разговорот, колку што жените не сакаат да одат на гинеколог, а мора да се оди и се организирани превентивни прегледи годишни за жените, за мажите се уште нема таква програма, да кажам, од Министерството за здравство и би требало да се направи. Затоа го користиме овој месец ноември како Мовембер грижа за машкото здравје и во суштина овие мажи кои што се кај нас дојдени, заслуга е сепак на сопругите. Сами по себе не би дошла, меѓутоа овдека е на едно место интернистот и урологот, така да тоа побрзо ќе се заврши, да кажам, и тоа е еден начин на кој што да ги привлечеме и да им ја подигнеме свеста, нели, за проблемот, па се надевам дека од година истите овие редовно ќе си доаѓаат, не мора да чекаат да дојде Мовембер. Колку е сериозно заболувањето карциномот на простата, колку е распространен во Македонија и дали се бележи некој тренд на порасти на опасност од ова заболување? Тоа е еден од карциномите кои што имаат највисок тренд на раст. И за жал таа возрастна граница се повеќе се спушта, ако тоа на времето било нели болест која што најмногу ги погаѓа луѓето што се над 60-65 години, сега таа возрастна граница веќе се спушта и затоа се неопходни овие превентивни прегледи, што порано се прават затоа што со било која болест, нели,
колку порано се открие, толку успехот во лекувањето е поголем. Еве, спомнавте вие дека е потребно за сите возрастни категории. На почетокот спомнавме 50, они од 50 нагоре задолжително треба да го прават тоа. Како и на кој начин, колку пати треба да се прави еден ваков преглед, особено за оние помлади, па и повозрастни категории? Како се дели тоа? Еднаш годишно превентивен преглед би бил доволен да се направи ехо преглед и консултација со уролог и лабораториска анализа. Една која што утре ние ќе им земеме крв на нашиве пациенти кои што ќе дојдат на прегледи, па ќе се видат резултатите, според нив понатаму се договара следен. Меѓутоа, еднаш годишно би било сосема доволно да се прави тој скрининг. Докторке, утре од 10 часот почнувате овде Во амбулантите. Така, во амбулантите, колку време ќе трае еден таков преглед и кога и на кој начин ќе ги добијат резултатите оние кои што ќе дојдат? Извештајот од ехо прегледот ќе го добијат веднаш, нели? Извештајот од урологот исто така ќе го добијат веднаш. Единствено лабораторијата ќе треба да се почека, односно ќе понеделнички ќе можат сите да ги имаат резултатите. Во однос на време трајање сега не можам конкретно да кажам, предвидени се 20 минути за еден ехо преглед, меѓутоа затоа што ќе одиме циљано, нема да се прави системски преглед, да кажам, урогенитален, туку ќе се оди циљано, ќе се гледа простатата, очекувам дека ќе биде тоа пократко, како и да јас ќе ги замолам сите утре што ќе дојдат за трпение, затоа што немаме мој термин, нели термини договорено, туку кој како ќе дојда, ќе биде услужен, односно ќе треба да почека оние кои што дошле пред него да бидат видени, меѓутоа како и да нема да биде тоа долго време, да кажам, да изгубат. Добар е моментот што и уролог и интернист ехо преглед ќе биде веднаш тоа спакувано на едно место ќе ја добија таа услуга. Така е, само што едно за крај да повториме каде треба да дојдат утре, кој може да дојде и до колку часот ќе трае целиот тој настан? Значи почнува во 10 во амбулантите на специјализирана болница за геријатриска и палијативна медицина, во народот позната како геријатрија. Значи во нашите амбуланти ќе бидат прегледите, почнуваме од 10 часот, кога ќе завршиме, не знам, значи зависи тоа нели колку како пациенти ќе дојдат, меѓутоа очекувам дека околу 13-14 часот веројатно би завршиле. Доктор Ленче Недолска, директор на специјализираната болница за геријатриска и палијативна медицина 13 ноември Скопје, ви благодарам за разговор, за споделените информации. Јас ви благодарам на вас за поддршката секогаш. Така е. Слушнавме за тоа што ќе се случува утре тука во Скопје, во амбулантите на специјализираната болница од 10 часот. Сите мажи кои што сакаат, имаат потреба и желба да направат превентивен преглед, може да дојдат овде, ќе има повеќе лекари стручњаци кои што ќе ги вршат прегледите, на тој начин ќе можат да превенираат доколку има потреба од некое понатамошно лекување. Одлично ти благодарам, Кирил. На едно место, ете, сите господа ќе можат да си ги добијат сите потребни превентивни прегледи кои би укажале ако постои некаде, не дај Боже, проблем, и тоа навреме, затоа искористете оваа можност што ја нуди клиниката за да се погрижите за вашето здравје. Инаку слушнавме и од докторката дека почесто мажите се мотивирани од страна на понежниот пол да појдат на превентивен преглед, па ајде влијајте на вашите господа да појдат и да го направат прегледот барем овој ноември, кој што е месец посветен токму на машкото здравје.